Почитувани граѓани, почитувани новинари. Законот за финансиска подршка на социјално ранливи категории на граѓани за справување со енергетската криза е усвоен во Собранието, со што се создадоа сите предуслови за финансиска помош во следните 4 месеци за близу 200.000 граѓани. Следните 4 месеци финансиска помош од државата ќе добиваат лица кои користат право на попреченост, родители на лица со попреченост кои користат право на посебен додаток, самохраните родители кои примаат гарантирана минимална помош, како и стечајните работници. Финансиска помош е обезбедена и за над 91.600 пензионери кои добиваат пензија до 11.525 денари, како и за над 66.000 пензионери кои добиваат пензија од 11.525 до 14.000 денари. Сега пензионери претходно оваа година добиваа 3 месеци по 1.000 денари финансиска помош, а годинава имаше и 2 покачувања вкупно од 10%. Просечната пензија се зголеми за над 1.500 денари, само за неколку месеци, односно од март до септември. Во март ова година минималната плата ја зголемивме на 18.000 денари, а од септември оваа година повисоки плати се обезбедени во образованието, во здравството, во детската заштита, во одбраната и полицијата. Со обезбедување на фиксна и далеку поевтина цена на струјата за компаниите кои произведуваат основни прехранбени продукти, се очекува намалување на цените на лебот, брашното, млекото, маслото за јадење и месото за околу 10%, што ќе донесе помали трошоци за семејствата. Сето ова е дел од мерките и решенијата што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку владата и парламентарното мнозинство ги презема за полесно надминување на последиците од светската економска криза. Продолжуваме со вистинска грижа за сите граѓани. Ви благодарам.